свртувај ја главата. Не свртувај ја главата на другата страна. Кога наутро иташ на работа и минуваш покрај долгобрадниот старец, што во континерот секојдневно бара храна. Не вјасај, времето и така не запира и никогаш не можеш да стасташ. Застани пред старицата што на автобуска станица стои и дланките за милостина ги пружа. А ако во твојот джеп во тој момент ниту една паричка нема, фати ја за остарената рака, барем поздрав и насмевка и дари. Не брзај, помогни им на оние со наведната става и непослушни нозе да ги совладаат скалите и во градската аптека да влезат. Помогни им да ги совладаат овие бетонски бариери, што архитектите и градежните инженери, без многу размислувања, тука ги изградиле. Не затварај ги очите пред бедата на луѓето, немокни и стари, од своите деца, одамна заборавени. На своето чедо не дари му приказни само за розовиот свет, но учи го да помогне секому, кого неволја ќе го снајде. Само така ќе има спокој, во секое срце, песна и радост ќе се најде. Славица Цветкова, публицист, поет, прозаист и драмски писател за деца и возрастни, Кочан. Еси радио Скопје. Сонот јаве да се стори. На големиот мост на реката, на едно малечко детенце, студениот плочник, постела мое. Студениот ветер, што слегува одводно, силно вее, а тоа во сонот сладко се смее. Што сонува, не знам. Дал мајка си ја гледа, како му се насмевнува крај топлата печка и светилката полека што се пали. Или пак е во големата соба со другарчиња како него, што родителите за секогаш го оставиле, без назад да се свртат, па другите луѓе ги чуваат и нежно по ситните главички ги галат. Го гледам на камената постела, срцето ми се кине, гласот сам излегува. Погледнете го детето, не минувајте крај него, молкум, да му помогнеме нему и на тие како него, да не спијат по улиците мрачни, деновите да не им бидат мачни. Напишано од Славица Цветкова, публицист, поет, прозаист и драмски писател за деца и возрастни. Еси радио Скопје.